Здраво, Мандар, како се чувствуваш денес? Камен ладно. Се шалам. Добро е, довме дека нели за 505 години од ослободување Куманово и ред други работи, така да сега за се е добро, малце времето ќе беше подобро да е потопло, меѓутоа чашка две ракија и се е подобро. Познато за тебе. Колку за тебе е значаен патриотизмот и зашто толку го форсираш? Види, јас сум роден таков. Кај мене нема глумење, нема ништо исфорсирано, јас не форсирам ништо, правам тоа што ми доаѓа природно од душа, така да прашајте ги тие што форсираат и што се патриоти на пеење бисер балкански. Така да јас не би знаел што да ти одговорам на ова друго. Дали беше ова посветено за некој можеби? Да, 100% посветено. Дали ќе може да ни откриеш за кого поточно? Не е еден, можете да забележите дека кај нас у Македонија во последно време нели стана патриотизмот нели стана да си шема, ама само ако ја пееш бисер балкански. И тоа е патриотизмот кај нас. Со Стефан заедно започнавте YouTube кариера, ако не заедно во ист период поминавте низ драми и јавни извинувања. Која е вашата релација моментално? Стефан е брат мој. Јавни извинувања, не знам како го сметате вие тоа што е јавно извинување, ние сме браќа, се деси што се деси тогаш, мислам ние сме зрели веќе возрастни личности, возрастни луѓе. Го решивме тоа како што го решаваат двајца браќа и сега се најнормално. Ке те поправам, не почнавме заедно YouTube, Стефан почна година или две пред мене. Јас бев само рамо до рамо со него, односно му помагав на се што правеше почетокот, односно бев поддршка што се. По долго време започна свој мерчмент. Како сте задоволен со реакциите на публиката? Знаеш зашто знам дека сум на правото место? Заради тоа што првиот ден кога го пуштив Мандар Шопот имаше 130.000 напади од DDoS, не знам дали знаеш што е тоа, DDoS напади, така значи дека сум на прав пат, правам нешто кој што треба. Фантастично. Која е причината за разделката со Изидора? Приметивме дека денеска заедно сте дојдени на оваа манифестација, меѓутоа не интересира во која релација сте моментално. Јас со Изидора не сум скаран, тоа се разбира, не сум го кажал милион пати. Не сме дојдени заедно, она се дојде на посебно, јас сум дојден посебно. Каква релација сме? Другарска најверојатно, она е добра другарка, односно најдобра другарка со Марта, нормално преку мене, нели така се запозна, али немам ништо против неа, вајда ни она против мене, си имаме најнормален однос и тоа е тоа. А зошто ме праша, зошто се скаравме? Да, која е причината за вашата разделба, ако може да ни откриеш? Не бегам од одговор, едноставно дојавме на тоа дека знаеш како, кога си јавна личност, ја не се сметам за познат или нешто вау, ама кога си таква личност, нормално е да доаѓаат дезинформации до личноста и ово и она, секој карактер е различен, различно се справува со ситуацијата и едноставно решивме дека подобро со милом него со силом да се раздвоиме и тоа. Супер. Дали си задоволен од својот досегашен успех како јутубер и дали има некој од колегите чии правеци кариера би сакал да ја постигнеш? Јас сум one man show. Јас не сакам да бидам као никој, јас сум Мандар, тоа и ќе останам. Дали сум задоволен? Во првиот момент кога човек стане задоволен и мисли дека успеал, тогаш ќе пропадне. Јас сметам дека у мене има уште многу за работа, сметам дека немам ни 10% од тоа што го можам остварено, така има уште многу работа. Дали се уште имаш контакт со Тара Симов и кој е твоето мислење за неа? Тара Симов е една неписмена. Кажи ми што имаш... Јавно? Да. Што ме прашаш на прашањето? Каков е моето однос? Твоето мислење за Тара Симов и моментално на каква релација? Сум гушната, валјда. Моето искрено мислење за Тара е дека е искрено, тешка будала, односно дека сме малте низ карактер, јас и она, затоа и кликнавме на почеток кога почнавме да се дружиме. Затоа и вајда овде стоиме сега гушнати, иако нели Тара ми се скара едно време, заради тоа што сум напаѓал кучиња, односно сум пукал петарди за Нова година и заради тоа што сум напаѓал деца со Даунов синдром, иако такво нешто немало, ако имаш докази слободно. Јас бев против петарди и му имам кажано на Мандар дека сакам да ги тргне сторињата, каде што фактички позива луѓе да пукат петарди. Не, извини, со автомати. Не со петарди. Јас као некој што многу се грижи за животни, децата со посебни потреби, делам информација дека децата со Даунов синдром и автизам или умираат или се само повредуваат у случај на голем стрес. Јас тоа пробав да го објаснам на другарми, меѓутоа другарми така ми врати што стави стоење за автомат. А на ме unfollow на Инстаграм. Секако. Зашто е нормално животни и нежни чувства се на прво место. Што смени
Сега ти ќе се извиниш званично Не на осеќам децата со потреба. посебни потреби. Јас не сум нападнал деца. Дали си против или за петарди? За петарди. Зашто? Затоа што сметам дека Дали ти знаеш дека деца што имат посебни потреби умират од тоа? не, појма. Јас ти го кажам сега. У Дали момент имаш на ти, дали си докторка и дали Не го сум знаеш? докторка, ти кажам дека званично светски се води патрола против петарди заради деца со посебни потреби. Децата со автизам се повредуваат самите себе си услед на голем стрес или голем шок. Тоа се петарди, гласни звукови и такви работи. Децата со Даунов синдром умират од срцевен удар у случај на голема бука или така нешто. Јас прв пат слушам за вакво нешто. Затоа бев љута. Јас во мојата околина немам такво нешто и затоа ќе Има многу деца што живеат у стамбени Има многу деца што живеат у стамбени згради и со твоето пукање на петарди може да предизвикаш Јас живеам во смртен приватна куќа, у околина на приватни куќи. Може е дека од некој од тие згради постои некој што Не постојат згради, приватни куќи. у приватна куќа може да постои човек што е болен. Јас живеам во приватна куќа, немам. Околу тебе ти кажувам. Добро, нема други. Ги повикам сите да не пукате петарди за здравјето на Бето децата со посебни потреби. Тара е во потполно право. Мислам дека сите се служуваат со тоа што имаш да изјавиш како последна реакција на оваа тема поврзана со уличните нели животни, дали тоа се кучиња, машиња и све останато и децата со Даунов синдром. За децата со Даунов синдром немам што да изјавам, не сум доктор, мислам се најубаво, нека тераат, не знам што да ти кажам. Нормално не сум против, тоа е мислеја Тара, а за улични куќи и она мислам дека тоа ќе се обратите кон надлежни институции.